Да се биде начело на една општина како Ѓорче Петров, која во последниве години го одоживува најголемиот подем во своето постоење, е огромна чест, одговорност и привилегија. Нашата заедничка приказна е приказна за труд, честност и дела што оставаат трајна вредност, порача првиот човек на општина Ѓорче Петров, Александар Стојковски, на синокешниот отчет за сработеното. Како што нагласи, во изминатите 4 години реализиран историски најголем инвестициски циклус. Првиот човек на Ѓорче Петров наброја дел од сработените проекти. 150 нови реконструирани улици низ сите населби, повеќе од 142 милиони денари вложени, а до крајот на мандатот уште 100 нови улици и краци. Нова спортска сала во Хром, првата во ова училиште, вредна скоро 20 милиони денари. 8 нови спортски терени и реконструкции, модерни игралишта во сите населби, нови терени со вештачка трева, тартан подлога и мултифункционални површини. Нова општинска зграда, дом на сите услуги на едно место, символ на модерна и отчетна администрација и други. Градоначалникот истакна дека во изминатите 4 години целосно ги отплатиле наследените 4 милиони евра долг. Вложиле 300 милиони денари во капитални проекти, што е повеќе од било кога досега. Тројно го зголемиле буџетот, а тоа значи повеќе пари назад кај граѓаните. Во образование, социјална заштита, спорт, култура и поддршка за ранливи категории. Следуваат уште 4 години работа, проекти и победи. Ѓорче Петров ќе продолжи да расте, да се развива и да остане дом на сите нас, заврши Стојковски. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски денеска одржа работен состанок со директорите на сите општински основни училишта по повод започнувањето на новата учебна година. На состанокот се разгледуваа финалните подготовки за првиот училишен ден. Во сите училишта во тек се активности за темелно чистење, а во наредните денови ќе се спроведе задолжителна дезинфекција, дезинсекција и дератизација, со цел обезбедување на безбедни хигиенски услови за учениците и наставниот кадар. За прв пат оваа година општина Центар обезбеди бесплатни униформи за сите ученици во општинските основни училишта. Носењето на униформите ќе биде задолжително за сите ученици. Дополнително, трета година поред, сите првачиња ќе добијат бесплатни ранци и училишен прибор, како дел од заложбата на општината за поддршка на учениците и нивните семејства. Вложуваме во образованието, вложуваме во нашата иднина. Сакаме да им овозможиме на децата еднакви услови за учење и да покажеме дека образованието е еден од нашите највисоки приоритети, истакна Герасимовски. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски информира дека подпишани се договори за реализација на градежни активности за целосна реконструкција на повеќе улици во Газибаба. Општината, како што вели тој, станува градилиште. Подпишани се договорите за реализација на градежни активности за целосна реконструкција на следните улици: Петре Филиповски Гарката во Триангла, Јордан Поп Јорданов во Маџари, Париска комуна во Хиподром, патот кон гробиштата Камник. Дополнително, како што информираше, веќе се очекува да се склучи и договорот за реконструкција на улицата Жан Жорес во Маџари. Градежните активности на овие локации ќе започнат во следните неколку денови, информираше првиот човек на општината кој ќе се кандидира за уште еден градоначалнички мандат. Стевковски додаде дека паралелно се спроведуваат постапки за избор на економски оператори за следните капитални проекти: изградба на нова училишна сала во општинското основно училиште Григор Прличев во Железара, надградба на општинското основно училиште Крум Тошев во Трубарево, изградба на нова детска градинка помеѓу Маџари и Керамидница, изградба на фекална канализација во Идризово и Дрма, изградба на фекална канализација за јурумлери и други проекти. На 28 август Црвениот крст на Република Македонија, општинска организација Центар во соработка со Институтот за трансфузиона медицина ја организира 23-та поред традиционална крводарителска акција во чест на празникот Голема Богородица, под мотото "Од срце за срце, капка крв што значи живот". Акцијата ќе се одржи во Дом на Арама со почеток од 9 до 17 часот. На истата се очекува да бидат донирани од 180 до 200 крвни единици. Дарувањето на крв представува директен придонес и помош за спасување на животите на сите оние на кои крвта им е потребна во дадени критични состојби, било тоа да се несреќи, операции и сериозни болести.
Преку доброволното дарување, секој од нас ја покажува својата хуманост и солидарност, го покажува својот придонес за стабилни резерви на крв во здравствениот систем и негово непречено функционирање. Ги покануваме сите здрави граѓани на возраст од 18 до 65 години да земат учество во оваа хумана мисија и да спасат нечи живот, велат организаторите. Градоначалникот на општина Кисела Вода Урце Ѓоргиевски денеска информираше дека е завршена целосната реконструкција на улицата Дебарска. Оваа фреквентна улица, која со години беше во многу лоша состојба и представуваше ризик за безбедноста на сите учесници во сообраќајот, конечно доби сосема нов изглед. За дополнителна сигурност поставивме и забавувачи на брзината, со што создадовме побезбедна средина за сите, истакна Ѓоргиевски. Првиот човек на Кисела Вода додаде дека ваквите проекти целосно го менуваат ликот на Кисела Вода. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расу тесни. Вечно